Министерот за транспорт Александар Николовски најавува брз напредок на патната и железничката инфраструктура. При увидот на работите на еден локален пат во Тетово, тој вети дека следната година ќе бидат готови првите километри од автопатот Тетово-Гостивар, проект кој според него целосно треба да заврши до 2028 година. Добро од изградбата на автопатот Тетово-Гостивар. Тоа е автопат кој што го започна оваа влада. Решени се сите прашања поврзани со експроприација. Сега се решаваат прашањата кои што се поврзани со дислокација на водови. Исто така не сакаме да го отсечеме населението од едната и од другата страна на автопатот и затоа паралелно се работат над патниците, односно мостовите. И доколку продолжиме со оваа динамика, веќе следната година ќе ги видиме првите завршени километри, а до крајот на 2028 година целосно ќе биде завршен автопатот од Тетово до Гостивар. Освен патната мрежа, Министерот за транспорт информираше дека веќе интензивно се работи и на новата железничка врска. Според него, следната година ќе започнат конкретните теренски работи за проектот на железницата, која ќе започнува од Скопје и Тетово, а во финална фаза ќе се поврзе со Република Албанија. Веќе интензивно работиме на документација за железничко поврзување на Скопје со Тетово и со Гостивар во прва фаза, во втора фаза и со Кичево, и во трета фаза со Охрид, Струга и Република Албанија. Мојата идеја, ако сакате и еден вид на сон, е да направиме меѓуградски возови, нешто што многу ќе го растерети сообраќајот, ќе намали гужвата и ќе го намали загадувањето. Николовски најави дека се надева дека за овој проект следната година ќе се видат првите конкретни активности. Во однос на коридорот 8 и поврзувањето со Албанија, според Николовски, тоа веќе е сигурна работа, но со УНЕСКО ќе се утврди дали трасата на поврзувањето ќе биде 1 километар подалеку или поблиску.